Благодарам, почитувана председателка. На амандманов не е подпишен Благој Бочварски, ниту па Митко Тречулевски. И сега ќе ви кажам зашто ги прозивам луѓето. 30 милиони денари за сервисирање и реставрација на постојните возови и локомотиви во железници Македонија Транспорт АД Скопје. Ајде да кажеме неколку работи за тоа дали е самиот амандман трагичен или комичен. 5 милиарди денари долг во железници кога ја наследивме власт. Изде ова 5 милиарди некако ви е некоја интересна цифра, па 5 милиарди долг во ЕСМ, 5 милиарди долг во фондот, 5 милиарди долг во Министерство за образование, 5 милиарди долг во железници и така натака. Кога ја превземавме власта, состојбата во железниците беше следна. Една локомотива што сообраќа, само една, десетина композиции кои што чекаат за трансфер во Солунското пристаниште за да направат транзит, Скопје Велес делницата 20 км на час и транспорт на патници нула. Апсолутна нула. Дно. Тоа е состојбата кога ја оставивте власта. А во овој момент ситуацијава е следна. 8 локомотиви кои што сообраќаат, веднаш, уште во првиот месец, се најдоа локомотиви кои што дојдоа од Република Србија, со договори кои што можете да ги видите. И сега, ако веќе ја спуштам дискусијата, ќе кажам, не само што не набавивте нови возови, а имавте такво ветување, туку и тие кои што ги имавте, ги уништивте и не ги репариравте. Тоа кое што се нарекуваше транспорт на стока, го либерализиравте пазарот и тоа не го донесовте до крај, затоа што не успеавте ни таа постапка да ја завршите. Во Агенцијата за контрола на железничкиот сообраќај можете да си видите каков проблем си оставивте со еден чешки оператор, затоа не се тука ни Тречулевски, ни Бочварски да кажат. И како и секаде, не исплатени плати на вработени. Затоа не можам да сум сериозен кога го читам овој коментар и не можам да разберам дали сме во некоја комедијанска рубрика тука, дали се исмевате со нас или со граѓаните и вработените во овие акционерски друштва. За инфраструктурата, тоа е друга приказна, нема да зборам. Затоа сега, како што кажав, покрај тие 8 локомотиви кои што сообраќаат, покрај тоа што се прават пресметки и студии за да се нормализира транспортот, па дури се размислува и за градски железнички превоз, замислете до кое ниво дојдовме. И плюс, во оваа година се прават напори за коридорот 10 да биде репариран и наместо 20 км на час да се движат возовите од 100 до 120 км на час и се преговара за 1.000.000 тони годишно пренос на стока од еден оператор. Ова е директен доказ за тоа каква сериозна дискусија можеме да имаме и јас сакам да им се извинам на граѓаните што сме присилени на една ваква рашомонијада. Благодарам. Реплика, пратеник од Фатмир Битик.